Учениците и наставниците од основното училиште Раде Кратовче вчера и денес со низ активности го одбележаа својот патронен празник, односно 72 годишнината од загинувањето на правоборците Раде Кратовче и Љупчо Сантов, кој во нерамна борба со бугарскиот аскер загинаа во селото Главовица во Соговските планини. По повод годишнината од херојската смрт на Кратовче и Сантов на бистата на Раде Кратовче, во дворот на училиштето беа положени свежи цвеќиња. Букет цвеќе положија и ќерките со фамилиите на Раде Кратовче. И секојаш татко ми ни беше вака како пример и сметавме дека треба да се трудеме и да се вака покажеме, да се издигнеме, за да не го засрамеме. И така, еве сите завршивме, сестра ми факултет медицина, другата сестра виша школа, и јас економски факултет, секогаш бевме на раководни места и убаво поминавме, мислам, со труд, ама така сметавме дека така треба и успеавме сите, и децата сите ги ни се школовани, сите ни се со факултети, и сега и внуците, па дури чекам и паравнук, да. Секој да ја цене оваа слобода што ја имаме. И никогаш да не гледате, ако комшијата имал баш таква кола, па треба и ја да имам. Зашто па да треба? Па можам ја и помала да имам, или па и на старо да ја купам најпосле. Зашто? Немојте никогаш да бидете завидливи, нити пак да го мразите комшијата. Синоќ во Центарот за култура во Кочани основното училиште Раде Кратовче организираше свечена академија со настап на ученици од предметна и оделенска настава. Инаку во ово училиште настава од прво до 9 оделение ја следат 500 ученика распоредени во 32 паралелки, меѓу кои 4 паралелки се во село Нивичани.